Болеста син јазик за прв пат се појави и во Карбинци. Овде таа дошла од Радовишко. Заборелин се и до 20% од стадата. Во моментов најмногу ја има во Парналија, Кучица и Ебеплија, а веќе почнала да се спушта и кон Почивало. Осите имаше 600 оси, имаше остана 400 оси. Не можеме да најдеме водат од Баиру, не дојдат, умрат. Докторите дојде, инспекторите не знам што, вика нема чарова болката вика. Јазикот срно, има температура осите, има издување една страната, така. И во трлото на Емин Османов од 600 овци болни се 50-тина, но нивниот број може да биде и многу поголем. Лошо е, сабаре довегаш, тука фрлиш овцата, знаеш ли, мириш, ни деца може да донесуваш, ни ништо, знаеш ли. Тука фрлима, знаеш, шо тука умира, тука фрлима, шо Баиру. Овака како шо иде, сето може да умре. Се може да умре. Со ваков страс се околу 200 сточари од Плачковичкиот регион, зашто болеста се шири побргу од очекуваното. Тука сегде има кравите и овците се катастрофа тука. И Кучица имал, од Сивријата тука што чуваме од друга страна има, сегде тука има. Сите селата. Дали сточарите ќе побараат помош од државата? Ако можеме, треба да бараме нешто, ама дали ќе признаат нешто? Ние ќе бараме нормално. На нас штета е. Регистрираме секогаш. Има у секој крава, у секој теле, има овечки. Стравовите на сточарите не се без причина, зашто лек од синиот јазик нема. Тоа е вирусно заболување, на него антибиотиците не делуваат. Болеста син јазик во Македонија дојде од Бугарија. Прво се појави во неколку стада во Беровско, Русиново. Болеста која ги напаѓа козите, овците и говедата не е опасна за луѓето. Месото може да се конзумира со добра термичка обработка, но загубите се големи во сточарството и економијата воопшто затоа што загубите се големи кај млекото, се намалува волната и може да угинат до 70% од стадата.